Добро вечер, вечерно издание на вестите на Канал 5. 4 лица се осомничени за пукањето на семејната прослава во Добридол Гостиварско, што се случи на 31 јули. За време на прославата, осомничените со 3 пиштоли и 1 пушка пукале во воздух, со што ги довеле во опасност животите на поголем број присутни. Постапката е поведена по поднесена кривична пријава од страна на МВР. Од основното јавно обвинителство Гостивар наведуваат дека поради опасност од бегство на осомничените, меѓу кои еден има и македонско и словенечко државјанство, доставиле предлог за определување притвор. Вчера од МВР соопштија дека привеле 6 лица, а едно било повикано на службен разговор во врска со пукањето за време на претресите на повеќе локации во Добридол. Полицијата пронашла и одземала оружје и муниција. Пожарот во атарот на селото Раец, Кавадаречко, кој избувна синоќа на 5 локации, повторно беше реактивиран попладнево и се прошири на тешко пристапен терен. Како што информира од Дирекцијата за заштита и спасување, во гаснењето се вклучиле 2 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување, како и 2 хеликоптера. Оттаму се надеваат дека вечерва барем делумно пожарот ќе биде ставен под контрола, иако не е исклучено гаснењето да продолжи во текот на ноќта. Првиот човек на ДЗС, Ангелов, денеска објави дека постои осомничено лице за подметнувањето на пожарот во Кавадаречко и дека полицијата работи на расчистување на случајот. Пожарот бил предизвикан на начин што лицето, додека се оддалечувало, подметнувало палежи на локации оддалечени околу 100 метри една од друга, поради што почетната линија на пожарот била многу долга и значително го отежнувала неговото локализирање. Епидемиолошката состојба во Гостивар останува стабилна, тврдат од Министерството за здравство. Од кризниот штаб велат дека водата се уште не е за пиење, но очекуваат состојбата да биде ставена под контрола во текот на наредната недела. Денеска биле обезбедени 3 цистерни со питка и техничка вода за потребите на градот. Опозицијата и денеска прозива на одговорност. Според СДСМ, освен во Гостивар, водата не е исправна во над 50 населени места, а граѓаните, како што тврдат, добивале контрадикторни информации од надлежните. Секојдневните анализи покажуваат дека состојбата благо се подобрува, хиперхлорирањето продолжува и понатаму, но за жал во водата се уште се присутни бактерии кои што ја прават неподобна за пиење, ризична за пиење. Затоа апелирам до граѓаните на Гостивар да не ја користат за пиење ниту за готвење водата од градскиот водовод. Никому не должиме за тешко изборната држава. На оваа генерација е да ја врати довербата во институциите, достоинството и иднината. Лажниот патриотизам ја држи државата во место. Ова се дел од пораките на политичарите од власта и опозицијата на одбележувањето на 2 август Илинден. За дел од аналитичарите, партиите освен пораки на единство, пратија и пораки на повторни делби и напади. За дел од аналитичарите јасни пораки за национално единство, обединување, заштита на државните интереси и евроинтеграциите. За дел пак вчерашните говори на одбележувањето на 123 годишнината од Илинденското востание и 82 години од првото заседание на АСНОМ, наместо обединувачки, се слушнале и пораки на поделби. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски, во некој од пораките гледа повеќе со напад наместо конструктивност во контекст на, како што вели, нашата меѓународна позиција. Тој популистички наратив функционира врз база на некаков непријател и некакво загрозување кон кое ние треба да се обединиме и сплотиме, и во таа смисла пораките за Европска унија дека тие губат кога ние не сме членка, тие се точни, но повеќе губиме ние. Точно е дека Европската унија проширувањето го смета за геостратешки приоритет, но за нас
недостатокот на проширување брзо се прелева во недостаток на вода за пиење, недостаток на собирање ѓубри. За поранешниот амбасадор пак Христо Никовски нема никакви дилеми дека владата прави се што може за што поскоро земјава да стигне во Брисел и токму таквата јасна порака според него била испратена и вчера, но вели пречките на кои не идуваме се огромни и сите критики според него кои доаѓаат од опозицијата се апсолутно неиздржани. Проблемите со кои се соочуваме, проблемите кои се пред нас се неверојатни, огромни. Нашиот клуч моментално, нашата мора, нашата голгота е вториот протокол. Македонија мора подхитно да го откаже вториот протокол, бидејќи тој нема апсолутно никакво правно дејство, е тотално нелегален, меѓутоа тоа е суштината на преговарачката рамка. Инаку шефот на македонската дипломатија во неколку наврати изминативе денови, иако не открива детали, посочи дека се водат разговори за излез од европскиот ќорсокак. Муцунски пред неколку дена во Вести Плюс на Канал 5 рече дека една од опциите кои се намаса се и уставни измени со одложено дејство. Во вчерашните линденски пораки претседателката Силјановска Давкова пак посочи дека за тешко изборената држава никому не должиме ништо и никој нема право да ја ревидира нашата национална историја. Со блокадата на евроинтеграциите не губи само Македонија, туку губат сите. Премиерот Мицкоски пак рече дека секоја генерација има свој Илинден, а обврска на оваа генерација е да ја врати довербата во институциите, достоинството и иднината на државата, упатувајќи истовремено и критики до политичките опоненти, повторувајќи го ставот дека никогаш нема да прифати нови отстапки на патот кон Европската Унија. Нема нови лабораториски потврдени случаи на западно-нилска треска која ја пренесуваат комарците во земјава, а последните ПСР тестови за последните случаи се негативни. До Институтот за јавно здравје не се пристигнати нови потврдени случаи, информираат од Министерството за здравство. Од инфективната клиника за Канал 5 пак велат дека состојбата на тројцата Скопјани кои деновиве беа ставени на респиратор поради тешка форма на западно-нилска треска со воспаление на мозокот и мозочните обвивки останува иста. Ниту се подобрува, ниту се влошува. Вкупниот број потврдени и суспектни на Западен Нил е 16, вели директорот на инфективната клиника доктор Фадил Цана. Сите се над 60 години со придружни хронични болести и сите инфекцијата ја добиле во Македонија. Никој не патувал во странство. Состојбата кај останатите хоспитализирани пациенти е иста, значи 3 пациенти се во одделот за интензивна нега и кај нив се спроведува меаничка вентилација и се смета дека е критична. Додека останатите се стабилни и се продолжува нивното болничко лекување во одделот за невроинфекции. За сега останува 10 потврдени лабораториски случаи со вирусот на Западен Нил, додека 6 други хоспитализирани, клинички се суспектни, но се уште се прават дополнителни лабораториски истражувања. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.